Сојузот на училишни спортови на Македонија годинава на Општинскиот кривопаланечки сојуз му ја доделе организацијата на зонските училишни кошаркарски надпревари. Надпреварите во средношколска конкуренција се одиграа во средата на 27 февруари, а исходот од нив е пласман на двете екипи од Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка и во машка и во женска конкуренција во понатамошниот тек надпреварувања. Регионалните средби закажани за средината на месецов. Надпреварите за основците пак се одиграа викендов, 2 март, на кои за разлика од средношколските се одваа значително поголем број екипи, представници од основните училишта од Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Куманово и Крива Паланка. И додека во машка конкуренција се надпреваруваа 5 екипи на основните училишта од сите горе споменати градови, кои претходно избориле пласман за учество на зонските надпревари по победата на општинските, во женска конкуренција се соочија само кумановчанки и пробиштипјанки. Председателот на Кривопаланечкиот општински сојуз на училишни спортови Билјана Цековска, задоволна од целокупната организација и текот на надпреварите, рече дека општинскиот сојуз од Крива Паланка, иако постои релативно кратко време, околу 5 години, досега неколку пати е домаќин на зонските надпреварувања. По футсел и одбојка, овој пат и на кошаркарските средби. Презадоволни сме, надпреварите помина во најдобар ред. Во средата на 27 бевме домаќини на зонскиот турнир за средните училишта, каде што нашите екипи и машката и женската ги зема првите места, што продолжуваат понатаму на регионалниот надпревар, кој ќе се одржи во Штип. Денеска бевме домаќини на зонскиот турнир за основни училишта, каде што од нашиот град само учествуваше екипата од основно општинско училиште Илинден, машки. За жал го земавме 4-то место, не успеавме да продолжиме понатаму. На турнирот учествуваа 5 екипи во машка конкуренција, кои по ждребувањето разигруваа последниот редослед: Кратово Куманово, Крива Паланка Пробиштип и Куманово Свети Николе. Кумановскиот представник од основното училиште Кочо Рацин одигра 2 дуели во првата фаза, во кои триумфираше убедливо и избори пласман во финалето. Кривопаланечките представници пак од основното општинско училиште Илинден во првото коло наидоа на вечниот ривал пробиштипскиот состав од основното училиште Браќа Миладиновци. Иако составот на пробиштипјани беше сочинет од малку повозрасни кошаркари во споредба со кривопаланчани, не изостана неизвестноста на дуелот. Присутните до последниот звук на сирената следеа рамноправна борба, која напати превагнуваше по интензитет и квалитет де на едната, де на другата страна. Сепак, ростерот на играчи кој беше значително пооскуден кај екипата на Илинден беше пресуден за крајниот резултат. Тесна победа за пробиштипјани и пласман во машкото финале. А во финалето, тимот на Браќа Миладиновци од Пробиштип ги покажа скриените адути и квалитети. Па блеснувајќи во најдоброто светло, убедливо триумфираше против Кумановци. Душан Терзик е дел од победничкиот тим кој што победи на зонските училишни надпревари. Во кое училиште учиш, колку време, дали тренираш кошарка негде надвор од училиштето? Да, тренирам јас кошарка веќе 7 години. Учам во училиштето Браќа Миладиновци во Пробиштип. Така, дали дојдовте со идејата да победите, дали очекувавте дека ќе победите? Да, дојдовме со идејата да земеме дури и медал на Олимпијадата. Така, што очекувате, дали сте запознани од она што ве очекува на регионалните надпревари? Ги знаете ли екипите? Па, не ги знаеме, немаме играно со другите региони. Мислам, немаме играно со училишта. Се надпреваруваме во Федерацијата во младинските лиги. И таму сме запознаени со Струмица, со тие региони. Така, веруваш ли во својата екипа? Да. Дека може да победите? Секој, да. Чедомир е дел од екипата на основното училиште Кочо Рацин од Кубаново. Што мислиш, дали беше пресудно тоа што одигравте најмногу надпревари на овој турнир, да не успеете да ја поминете зоната? Не мора да значи, противникот беше доста силен. Ние се боревме со сите сили колку што можевме. Така, дали тренирате и надвор од училиштето, дали тренирате во некој клуб, дали сте сите една екипа? Секој игра во, некој не тренира, некој игра во различен тим. Тие беа доста организирани. Бидејќи во женска конкуренција пристигнаа само 2 екипи, победникот од дуелот избори директен пласман на регионалните надпревари. Средбата на женските тимови од Куманово и Пробиштип не понуди помалку возбудување од машките, но искуството и квалитетот и овој пат беа на страната на пробиштипскиот состав. Очигледно фортуна најмногу им беше наклонета на пробиштипјани, па во пакет и кошаркарите и кошаркарките од основното училиште Браќа Миладиновци ќе го представуваат на регионалните средби.
а кривопаланчани кои во конкуренција на основци не изборија пласма на регионалните надпревари кошарка, сепак ќе имаат своји представници во регионот. Одбојкарките од основното општинско училиште Илинден. Покрај нив и средношколските тимови кошарка и одбојка ќе ја бранат честа на своите училишта во предстојниот период со интенција да се пласираат на државните надпреварувања. Најпрво следува одбојкарскиот надпревар регионален, кој ќе се одржи во Штип на 6 март. После тоа одиме на 11 март со машката екипа кошарка на неутрален терен, не се знае каде ќе биде. Надпреварите продолжуваат понатаму на 19 со женската кошаркарска екипа и завршуваме со овој циклус, значи на регионално на 23 основните училишта во одбојка надпреварите. Календарот на надпреварите е веќе познат, рече Цековска, а наставниците и професорите, но и тренерите од клубовите каде овие спортисти ги усовршуваат спортските перформанси, интензивно ги подготвуваат учениците за мечевите кои им предстојат. Бидејќи ова се ученици што се значи членови на клубовите во нашиот град, јас очекувам добри резултати, можеме понатаму, напорно работиме во клубовите, па се надеваме понатаму на државно првенство.